Добродојдовте на уште една епизода од серијалот Интервју со менеджмент консултант. Моето име е Данчо Димков и сум председател на Асоциација на менеджмент консултанти МК 2000 и среќен сум да ви кажам дека денеска е интернационалниот ден на консултантите, кој што е организиран од ICMCI и по тој повод сакав да снимам интервју со менеджмент консултант. За денес имам посебен гостин, Васко Карангелевски, кој што е член на МК 2000, CMC сертифициран менеджмент консултант, како и подпредседател за продажба во американската компанија Next Sales. Васко, добре дојде. Добре најдовме, фала за поканата. Васко, најпрво сакам да те замолам да ни се представи за тие што не те познаваат лично, кој е всушност Васко Карангелевски? Тоа е прашањето што јас си го поставам секој ден од сарајле. Веројатно како многу луѓе. Но бидејќи денеска посебен ден, меѓународниот ден на менеджмент консултантите, од таа перспектива, па да почнеме, јас сум млад, 43 години, за сега срекно оженет, родител на 2 деца, малолетни, инаку консултант професионален, не знам дали да се рачуна 15 или 17 години во консултантскиот сектор. Машо. Во случајно или не случајно. Професионално, може би за историјата ако има време да зборуваме, меѓутоа денеска ја би рекол јас сум катализатор на промени во фирмите и организациите со кои што работам, преведувач на јазиците што различните тимови ги зборуваат и пазарот со менеджментот на компаниите и интегратор на различните перспективи за да ги поедноставиме и да ги ставиме во една слика за едината, во план и како полесно да се имплементира. Тоа би било вака од професионален аспект. Од high level overview. Одлично. Да. Баш за тоа и сакав да те поканам на нова видео интервју со менеджмент консултант, бидејќи главната тема за денеска ми беше кога компанијата има потреба од менеджмент консултант. Меѓутоа, пред да влеземе во главната тема, баш ме интересира како се станува всушност Васко менеджмент консултант. Значи има неколку начини. Менеджмент консултанти е широка област, бидејќи имаме специјалисти, генералисти, бизнис повеќе кон IT, кон човечки ресурси, кон интегратори. Конкретно за мене зборувајќи, ја највеќе работам во делот на стратегија и организација, односно стратегија. Сега стратегија некој го смета тоа дека е само бизнис план, меѓутоа ја би рекол стратегија е на анализа на местото кај што се наоѓаш, ајде да кажеме теренот во кој што играш, во која игра си, анализа на сите аспекти, продажба, финанси, product development, фаза на развој на фирма, како тие се интегрирани едни со други, представување помош при представување на сликата на клиентот каде сака да биде, како влијание сака да има за 5, 10 години, 3 години. Сега во Македонија во бизнис планирањето 3 години е долгорочно планирање. Баш. Не зборуваме за 10-15. И како да го постават планот за тоа да го мерат и да се адаптираат, затоа што не е праволинijski. Ние викаме бизнис план не можеш да планираш семено. Да, планот треба да ти оможи да промените полесно да ги адаптираш. Како се станува, може со набајачка ќе отидеш, едната опција, а другата веројатно тоа не е правилниот начин. Во мојот случај, јас работев за други, со други компании, со години, од млади години, значи започнав во волонтерски непрофитен сектор уште како студент, што ми беше интересно заради учењето. Мислам дека сите консултанти имаат една работа, заедничка, гладни се за нови знаења и за нови алатки. И тоа сериозно гладни, и тоа мислам дека е главна карактеристика на успешните консултанти или на оние што се професионални консултанти. Мислам дека случајот тој со тебе, така, мислам, гладен за знаење. Мораме да учиме кајзен, мислам дека беше continuous learning. Да. И работев од едно место, од продажба, инвестицијски менеджер, па извршен директор, и тоа на Сојуз на стопански комори, како прв извршен директор, па реков ајде на другата страна да отидам, па станав и проект менеджер во Обединените нации, во UNDP програмата за локален економски развој, како општините да го возможат тоа. Па партнер во една консултантска фирма, каде што мојата специјалност беше организацијски дизајн и организацијски развој.
Значи, освен CMC, мислам дека сите имаме милиарда сертификати, MBA, CMC, ваква облука, онаква облука, тоа веќе не ги... Имам еден фолдер што не сум го отворил, само таму ги ставам, затоа што после ги губев, не знам, за да се сетам што на каква облука сум бил. Перформанс коуч, ако кажам дека сум од 2010-та, би било, јас сум заборал тоа да го промовирам пред некој време, би излезе дипломата, например, за компании. Меѓутоа, од 2010-та со собствена компанија, K-Group Consulting, која што сега е интегрирана со мојата сегашна компанија, која што се вика Bruce, така што брендот K-Group се преточи во Bruce, иако после 17 години едното бебе стана, се интегрираше со другото бебе. И сега работиме стратегија, влезна нови пазари, продажба и дигитализација како еден процес кој што е тековен, неминовен, а погрешно разбран од страна, да кажеме, на голем дел, затоа што е нели пазборд. Како се станува консултант? Желба за учење, ако вака го сумираме, реално учење, инвестирање во себе и мислам дека има еден посебен момент што се вика ниво на услуга, на сервис левел, не знам како да го наречам, бидејќи ние помагаме на клиентите да, без оглед дали ние од јавен или од приватен сектор, да ги постигнат своите цели, меѓутоа ние не сме одговорни за резултатите. Некој ќе рече нема одговорност, па излагаат многу вицови од тоа. Меѓутоа поентата е да биде ownership, собственоста да биде на нашиот клиент. И тоа е многу интересна борба, особено кај генералисти, затоа што специјалиста може да испорача во даден опсег, рамка, проект, производ, кај генералистите тоа би било многу пати борба и знаеш, тоа е борбата на егото и на импакт. Еве, ако малце проширив можеби тема, ама мислам дека тоа е за менеджмент консултантите, повеќето што ги знам, тоа е главна карактеристика за да издржиш, затоа што знаеш, ако гледаме себично, сега му помагам на некој да влезе на нов пазар или да направи пари или да зголем, да го расте бизнисот и ќе направи милиони, а мојата услуга била неколку илјади евра. Така и се викаш, чеке, зашто го правам за друг. Меѓутоа, за тоа е посебен мајндсет. Другата страна на паричката е па ако јас се правам дека јас сум битниот што сум го направил, не е негов и веројатно нема да го спроведи и нема да стигне таму. И најдобри клиенти кај мене се кои после завршување на проектот доаѓаат и викаат па добро, ова све го знаев. И има често се случува. Мислам често, 50% од случаите, меѓутоа јас во текот на времето сакам да бидам директен, така да ги подсекам супер, дали имавте истражување на пазарот на 1000 клиенти, дали имавте анализа на конкуренцијата како што имате сега, дали процесите имавте ваква математика на оперативни режиски, директни и индиректни трошоци, да, па зашто тогаш ако знаевте све, не ги сменивте дистрибутерот, организацијата, новите канали на продажба, маркетинг агенцијата и пазарите на кои што и ребрендингот сами. Не, затоа што мислам тоа било резултат. Па да, добро. Меѓутоа, bottom line зависи, веќе темата е кога консултант, и некако се надоврзам на тоа, слободно прекини ме ако имаш некој прашање. Да, не, си кажеш. Мислам дека зависи од фазата на развој на фирмата, меѓутоа се или за експанзија, и за раст, и за зголемување на пазарот, генерално сега, или за turnaround менеджмент, како се вика, за деловен пресврт. Мислам дека во тековните години кај нас повеќе е деловен пресврт и иако доаѓаат клиенти и викаат ни треба пари, помош при инвестиции, дај ми бизнис план за инвеститор, за банкарски кредити, што и да е. Најчесто е прашање на знаење, на соодветна стратегија, немање или имање или погрешна стратегија. И дошло јајцето, како така се вика тоа, наред да, више дошло гужвата кај што знаеш како, сега малце тема обично со сите мои колеги сум го зборувал, вика се ни доаѓаат со проблеми во консалтингот. И консалтингот и кога зборуваме за компании, има две перспективи. Една, што нудиме ние, не што продаваме, какви алатки, кои пристапи, бла-бла. Ние продаваме предвидлив и оддржлив развој. Дали е деловен пресврт, да се извадат од минусна состојба или е за понатамошен развој, предвидлив, затоа што ги даваме алатките за одлучување и за промена на состојбата која што се наоѓа. Меѓутоа, зашто се јавуваат со проблеми? За македонски фирми бидејќи зборуваме,
се цитирам себе си со еден колега помлад пред неколку години, вика, бе, све со проблеми доаѓаат. Викам, слушај, викам, нема не кога има клиент. Како збор не сме да постои. Зашто нешто позитивна психологија? Не е позитивна психологија, него најчесто собственик или газда, кога е мала фирма, пробал сам да го реши проблем. Не успел. Го дал на вработени. Може избркал некого, се скарал со нив, не успел да направи. Најголемиот проблем го изел егото, си го голтнал, за да побара помош од страна, затоа што веќе дознал дека има проблемот што го има, не може да го реши. Ама тоа е фаза кај што проблемот е стварно на крајен стадиум на проблем веќе. Ако не го набереш ја болково, утре е скапано. У таа фаза е. Не е за 3 дена ќе се расипе, него е може да више има и црвчиња, ама дај да ги изчистиме црвчиња од јавол. Да, добро, најчесто менеджмент консултант само за проблеми се вика, нема амбициозни компании кои што викаат здраво, јас сакам, не знам, да растам амбициозно, сакам да го освоам светот или Македонија за почеток, и тогаш нема проблем, туку има недостаток на знање за кои би биле следните чекори. Сакам да работам, сакам, ама не знам и ми треба некој консултант од надвор да ми помогне сваѓа. Има тој, тие се најубави клиенти и искрено тие се најтешки. Ако размислам во како тип, за мене најомилен. Мислам, можеби тоа е, знаеш, секој консултант се бира која сфера ќе работи, мојата обсесија лична, веројатно со тоа да се направи дисруптивен производ или услуга, да се за раст и развој која зборуваме, нормално ќе се адаптираш на организацијата, ама јас преферирам организации кои што можат да бидат дигнати барем 10 пати. И можат повеќето. Сега, што ми беше овде моабетот да ти го одговорам конкретно прашањето. Гениално има такви клиенти кои што сакаат скалирање. Во, да кажам, моето 17 годишно искуство, поголемиот дел биле више што сум имал искуство со нив претходно, па знаеле како се работи. Можда 60%, 40% биле нови клиенти од тој тип. Прашањето во која фаза е? Знаеш, ако зборуваме за ушареното моје искуство, сум бил и ментор за стартап. Имам околу 40 на стартапи, поддржувано во планирање, во финанси, како стартап за да скейлат. Сите биле scalable, теоретски и практично, и по производи, и по понуда што имаат. Но, знаеш, тука, кога си стартап, не знам колку го цениш. Така да прашањето, ценењето не е прашано колку се цени консултантот или се жалиме од консултантот, него зборувам во аспект на колку ќе примениш тоа што ти го каже консултантот. Да, тоа што изработам. Капацитет имаш за да примениш. Доколку си one man show, консултантот ќе ти каже направи истражување, ти викаш кога. Мислам, најчесто со мали компании или пак со стартапи, кога се 1-2, има и оперативен капацитет. Види, се согласувам со ова максимално и тука има логика за користење на специјализирани консултанти. Значи, јас сум, ајде да кажеме, генералиста, меѓутоа има огромна логика на користење, затоа што не можеш се да правиш. Значи, за продажба за нов пазар, јас сакам да го научам за да знам. Да, окей, фокусирај се на тоа што ти е предност. Има консултанти кои што прават истражување на пазар, кои што може да ти направат кој ти е идеален клиентски профил и како му се пристапува на тој пазар. Така. Почнувам од пазарот, бидејќи, ако зборуваме, продажбата е воздухот и храната што ги внесуваме, организмот, ако е компанијата, ние можеме, знаеш, кога зборуваме за деловен пресврт, некоја што веќе има болест, па треба да направиме диагноза, соодветна, како се вика, терапија. И најчесто каде грешиме, не ја спроведуваме до крај терапијата, така, во имплементација. Добро, така, се осеќам, нема потреба више да... Да, сега сум подобар, нема гајле на пола ќе прикам. Така да тоа е во имплементацијата. Во однос на стартап и на мал капацитет, консултантите се гениален начин за брзо добивање на знаење. Затоа што без разлика дали е специјализиран, мислам ова сум 100% убеден, дури има и анализи и компании што гледаат ниво на развој на држава, го споредуваат спрема бројот на консултанти, бидејќи се мултипликатор на економски развој. Сега,
Тоа е многу интересен аспект. Тоа сум го сретнал некој извештај и вика, ова има потенцијал, овој регион има потенцијал и плюс, сега да порам регион што е поголем од Македонија неколку пати, нели? Голема статистика. За држава во Америка, така со неколку милиони GDP per capita, не знам, $150,000. Ние зборуваме нели $5,000 колку ни е GDP per capita. Или мојата споредба што зборувавме преска, ние сме големина колку Нью Мексико по популација. Нью Мексико има $50,000 GDP per capita, ние имаме 5,000 и нешто долари GDP per capita. Така да тука сме по популација. Значи поентата е што тук да се вратам на темата. Консултантите се мултипликатори затоа што учат и собираат од различни страни. Значи ако ги гледаме како пчелички, знаат кај е медот, го поминале медот, или, еве, ама немаш искуство во мојот сектор, дали си специјалиста за мојот сектор, да, ама работеле за клиент од тој сектор и знаат кај се ливадите со мед. Така да сакаш шумски мед, види, можеш и сам да бараш, не викам дека секој консултант се знае. Ама има консултанти кои ќе ги кажат, слушај, за ливадски мед, онде има во оваа сезона, затоа што имам искуство задниве 20 години. Да. И носи, знаеш, најдобар пример ми еден, сега ми текна во моментот кога што зборуваме, имав клиент, адвертайзинг агенција, ова е пред 10 години. И анализа правиме целоста на фирмата, унапредување на работењето, нова организацијска структура, стратегија за развој, они више растеа, порасна пута 3 пати во година дене и им треба, нема како да фатат контрола за да го овозможат следниот раст. И го гледам решението што е и викам дали да им кажам дека ова сум го видел во автомобилска индустрија како пристап. Да, ама предноста од консултант дека црпиш искуство и од различни индустрии, од работење со различни компании со цел да можеш да му помогнеш на клиентот. Васко ми спомна зашто темата ние кога компанијата има потреба од менеджмент консултанти, баш на 2-3 пати спомна генералист наспроти специјалист. Како компанијата да знае дали треба генералист или како да знае дека треба специјалист и што може уствари да очекува од генералист или специјалист консултант, бидејќи од компанија гледна точка е како јас да знам што ми треба, јас знам дека имам проблем и ми треба некој да ми го реши всушност. Па исто како идење на доктор. Ние сме доктори за фирми. Знаеш, кога си болен и не знаеш што ти е, знаеш дека те боли прстот, одиш кај матичниот, така кој што е општ доктор, така. Да. И тоа е генералистот. Сега, значи, може да влеземе дали си сплати, колку чини и така натаму, меѓутоа генералистот во идеален свет идеш нели кај матичниот лекар, кој што е општ доктор и кој што те упатува кај специфичен интернист. Да, специјалист. И сега ти имаш проблем со, не знам, со црн дроб, имаш проблем со човечки ресурси. Ти треба експерт за човечки ресурси за тој дел. Не значи дека тој консултант може да даде секојаш препорака, меѓутоа ислушај го тој интерниста. Што е исто специфично? Значи, зави две работи се во процесот како. Зошто? Заради скалирање, заради знаење, заради внесување искуство што ќе треба 3 години, кратите време луѓе. Лани со клиент, значи почнав пак од зошто и може и рипам од тема на тема. Меѓутоа, поентата ми е, лани имав клиент после 5 години прв пат земал консултанти. Ми вика, сега имам 20 консултанти ангажирани. Викам, како тоа? Викам, како ви текна, викам, после толку време. Па вика, ја уствари бев, вика, човек, сам предприемач, ке земам тема, 3 месеци до 6 месеци, ке истражувам за да научам и терам, па кога би треба човек плюс, кога имам профитабилност, земав човек. И така изгради филмата до 6-та година. Земав еден консултант, вика, ми направи нешто за недела дена, што мене ни требаше 6 месеци. Сега имам 20 консултанти, влагам на 3 нови пазари и ми порасна фирмата 150% у кризна година за неговиот сектор. Значи, тоа е зошто. А за како? Заштита на време е клучното. Пари. Време и пари. Затоа што светот е глобален. Ние више, знаеш, зборуваме за работа од дома како дали ќе остане стандард или не, како дали ќе биде хибридно или не, што е многу различно од пред 10 години. Таа пристапот е ист, принципите се секогаш исти, ама толку брзо се менува технологија, затоа што 3 работи само ти треба: стратегија, системи
односно стратегија, системи и технологија врзана и човечки вештини, талент што имаш внатре во фирмата. Без тим не можеш да направиш. Да. За scalability е просто. Мислам, многу е просто. У кој бизнеси, кој ти е тимот, правите стратегии и имаш scalable growth. Сега, вака едноставно звучи, нели? Ама консултантот е тука да ти преведе. И најдобро е за како, значи, доколку има амбициозни цели компанијата, најдобро е да има човек од секако довербата е основно, бидејќи тука се прави баш релација на психијатар на фирмата и има ниво на доверливост кој што мислам консултантите некогаш дури претеруваме. Ај така да кажам, кога работиме со компании, али љубопитни сака да си прашаат, нели диагностика исто како на доктор. Да. Како ова, како она, со различни прашања да може да добијат по прецизна диагностика. И докторот, за тоа треба да имаш доверба во општиот лекар, затоа што може и повеќе интернисти, специјалисти да ти дадат различни аспекти, ама тие не се поврзани во дадениот момент на другите елементи во твојата организација. Така што идеално би било со генералиста да почнеш да земеш различни специјалисти и да билдаш така кај што во принцип после известно време и менаџерот или одреден менаџер или од лидершипот може да го раководи тој процес. И тоа го имам видено во компании што сум работел со нив низ повеќе години, кај што сум почнал со нив од 45 луѓе прва организацијска структура, па стратегија за развој, па менеджмент системи за контрола, па реформулирање на стратегија, бизнис план за наредните 3 години, после 5 години да дојдем до момент да им кажам јас стварно не знам зашто сум ми потребен. Тоа што сум го правил јас и мојот тим од 2-3 консултанти кај вас, затоа што консултантите се работуваат и можеме да се мобилизираме специјалисти и генералисти. Тоа е еден друг тип на работење. Дури микро кога се фирми. И викам, не ви треба. Имате оделение за анализа и диагноза и планирање. Пред 5 години не знаевте план да направите. Сега они имате вработени за тоа. Тука е другиот аспект зашто ви треба консултант. Што мене ми го сподели тој собственик, ми вика да, имаме за технички, специјалистички елементи све што ни треба, што го немавме пред неколку години кога почнавме да работиме заедно. Меѓутоа ми требаш за 3 работи. Првата е, ни треба некој да не види од страна, за да не направи чек. Извини. Свежа перспектива. Свежа перспектива од страна, за да не направи пресек, дали затоа што едно е што мислиш за себе, друго е што мислат другите за тебе. Второ, оперативно сме зафатени со оперативни проекти и работење, така да ни треба некој малце стратешки да не процени што не знае. И трето, што вика за мене е најбитно, како собственик и генерален директор, вика, е тоа што кога јас ќе кажав некоја промена што не им се допаѓа на вработените, сите мене ми се пуѓа. Сега, вика, во задниве 2-3 години полесно ми проаѓа тензијата, затоа што викам консултантот така кажа, мора да го спроведеме, така да вика, ти си носител на вината за промените на организацијата. Полесно се имплементира. Значи има искрени бенефити од имање на консултант. Дефинитивно. Васко, сакам да прашам, зашто веќе кажа 15-17 години работиш и во приватен сектор како консултант. Што најчесто уствари компаниите бараат од услуги од менеджмент консултант домејнот? Така, од тие што бараат раст и развој или од овие со проблеми што се појавуваат? И двете ме интересира, бидејќи баш викам што уствари тоа фирмата кога ќе свате дека има консултант и најчесто бараат некаква услуга. И сега таа услуга спомна дека е доста како ако јас добро те сватив, најдобро е првен да се најде генералист консултант на ниво на стратегија, на бизнис план, за да се мапираат сите департмани да се поврзат, а потоа веќе имаш специјалисти дали во HR, дали во маркетинг, дали во продажба, ама да се има. И сега баш ме интересираше кои услуги всушност ги бараат компаниите. Како entry point, сега ова е моје искуство, не викам дека релевантно за пазарот, зборам од приватниот сектор. Сега да се расчистиме, едно се донаторски програми, поддршки кои што се програмски за секторот поддржани од има такви, нели, и од ЕБРД и од други од држава. Тие се супер, меѓутоа зборам за баш
во поголемиот дел јас сум платен од клиентите, од приватниот сектор, така што нели другчие се формулираат барањата така или така. Значи најголем дел обично пристапуваат со ми требаат пари. Access to finance е секогаш како прва тема што се поставува во македонските фирми и мислат дека најчесто викаат ми требаат пари, ми треба бизнис планче. Као мислев внук ми да го ангажирам од факултет, али ајде тебе затоа што си консултант и затоа што на пример на пазарот има консултанти на пазар 3 отвори за 300 евра прават бизнис план, така да не знам ако треба таков за форма, земете си таму. Меѓутоа бизнис планот е само документ. Значи не, ја би рекол генералиста не е за бизнис планот, за стратегијата, за перспективите да ги врзе. Бизнис планот си е план, анализата и дијагнозата е клучна. И најчесто тоа го барат, а најчесто тоа не е проблемот. Него финансиите се ефект. Ја ги користам во планирањето и во дискусија на проблемите, затоа што ќе ги преведеш човечките сати во пари, машинските сати во пари, маркетингот во пари, времето во пари, оперативните расходи во пари, инвестициите во пари и ќе ги раздвоиш што е тековен трошок, што е инвестиција и сето тоа кога ќе склопиш, тогаш можеме да планираме, али у принцип не викаат им требаат пари, али и не викам дека не им требаат. Меѓутоа според мене клучен број 1 issue, извор на сите проблеми во организациите во Македонија, ова е моје лично мислење, е големината на пазарот и пристап до пазар. Затоа што ако го разгледаме поинак целата организација ќе ја земеме, вие сте фирма и имате ограничен број на клиенти, така? Да. Се борите у бара полна крокодили на ограничен пазар за истите клиенти. Значи се јадеме меѓу себе како крокодили, се малце живописно. Пазарот е неограничен. Пазарот е неограничен. Нормално има производи што има логика у поширока близина и така натаму исплатливост и сето тоа. Меѓутоа пазарот е реално ограничен и на услуги на производи. Кога сме ограничени на македонскиот пазар, тука мислам дека замката на сите фирми што работат на локален пазар. Ова е, ќе повторам, моје мислење, може некој да се направи, може би некој смета поинаку, отворен сум за дискусија, нормално, не сметам дека сум најпаметен, секој ден учам, да мисля дека сум најпаметен, ќе престанам да учам како мал. Кога заврши факултет, кога многу луѓе што мислат дека заврши образованието. Тоа е процес. Значи, некои теми метнав меѓу примети данче. Зашто пазарот? Затоа што кога имаш ограничен број на клиенти, не ти е толку битно да инвестираш во човечки ресурси. Битно ти е да го знаеш главниот човек што одлучува во таа фирма или во општина или во држава, зависи кој ти е клиент, така. И се други параметри на работење. Не е пазарна економија, ако ние така ја викаме, туку се некои други, сега да не ги образлагаме, моменти на носење на бизнис и кај нас релацијата лично е многу битна. Така што намалува инвестиција во човечки ресурси, намалува инвестиција во како да кажам, унапредување на оперативното работење. Да, оптимизација на процеси. Оптимизација на процеси, значи намалува средства, не прави зависни и клиентелски настроени кон ограничен, што е нормално, значи не осудувам, дека е нормално кога ти имаш 5 клиенти да бидеш врзан за нив. А автоматски ни го зголема ризикот за бизнисот. Имам еден тригер, да ти кажам, затоа што и бизнес модел Canvas и различни алатки имам користено од бизнес модел Canvas 2011 првата македонска фирма, паралелно на Balance Scorecard поголема фирма, поведување. Што е, мислам, крейзи, затоа што се сосема различни методи и пристапи. Поентата, сега изгуби. Поентата меѓутоа мислам дека... Да, сакам да кажеш дека од услуги, тоа што се прашуваме, дека најчесто entry point имаат финансиска потреба, ама всушност како консултант, кога ќе влезеш малце подетално во компанијата, как се каже тоа, се откриваат задните проблеми кои што можеби не се ни свесни дека ги имаат и баш заради тоа треба консултант, бидејќи финансите се симптом, не се главниот причинител на проблемот. И без претерување, 30-40% од моите клиенти со подобра анализа сме ги реинженеринг сме направиле организацијски и финансиски, да уствари ги извлечат парите у одреден период, не од денес, значи не од подперница, у догледен прифатлив период да ги извадат парите што им биле неопходни преку оптимизација
на нешто во фирмата или реструктурирање на нешто во фирмата. За пазарот ми беше поентата што имаме еден тригер. Ако фирма има над, вака би рекол, ако имате над 10% зависност од еден клиент, а имаме фирми што знаеме дека имате по 30, 40, 50% од годишните приходи зависност од еден клиент. Во ризик сте. Да, нема план Б. Да, нема план Б. Од сега особено, ова сакам како порака сега ден, меѓународен ден на консултанти, има светска криза. Не е ова сега да плашиме некого или не знам што. Мислам, падна пазарите во Америка. Америка кој кивне светот се настинува. Имаме други кризи, војни и така натаму кои нели не дефокусираат и комплексен е аспектот на работење на бизнисот. И нормално да е комплексен, има многу фактори што влијаат и не можеме да предвидиме што ќе се случува, многу непознато. И тоа е тоа. Мислам, сериозна, да кажеме... Нема, тоа е бизнис, работиш во ризично обкружување. Има премногу променливи. Да. Има една утеха кај македонските фирми кои што вика ние никад не сме имале криза и тоа е направило со тврда кожа. Меѓутоа, глобалните кризи секогаш кај нас се приливаат малце подоцна. Што ми е поентата на ова? Поентата на ова не одете сами. Значи, тимот не мора да биде вработен. Тимот може да биде некој искусен кој што може да ви излечи или да ви помогне како да најдете пазар. Да ги дефинирате ризиците на вашето работење, да ви, можеби не тој, некој друг ќе ви помогне да побрзо, немаме време, година дена сами да пробуваме да тестираме, да учиме нешто, затоа што уште понепредвидливи елементи доаѓаат. Не викам дека заради страх, туку викам за да се подготвиме. Превентивно. Затоа што ако ми дозволиш, ако имам уште една минута, сакав само нешто да споделам. Привршуваме, така да. Привршуваме. И го врзувам со консултантите. Кризите се како пожари, шумски пожари. Значи, во шумата имате високи равни дрва и доле е темница. Високите равни дрва имаат пристап до светлина. Кога има пожар, прави пепел све, така. Меѓутоа, ако видите слика после пожар, има нови фиданки, така. Тоа е можноста за малите фирми да добијат внимание и да постават експоненцијален раст, баш. Да, и да се истагнат и они да бидат следните високи дрва. И тоа е, значи ја не гледам кризата како негативност, нормално ќе има негативни ефекти. Сакам да кажам, подгответе се, најлошо е да претпоставувате дека вас нема да ви се деси тоа. Сетете се кога сте претпоставувале така што ви се десило и размислете дали ви треба надворешна помош. Сега е моментот за маркет шер, сега е за пазарен удел, сега е за влез на нови пазари. Да, треба да бидеме паметни со инвестициите, скратете го времето, користете експерти, фокусирајте се на напредување на бизнисот, затоа што оние што се спремни за раст во овие моменти ќе доминираат за 3 до 5 години во нивниот сектор пазар. Оние што ќе се повлечат, како што имаше ситуација во изминатите години, кој што чека сега е криза ковид повлекоа маркетинг, јас знам компании што се да не ги зборуваме македонски, кои што изгубија 60% од пазарот само заради маркетинг буџетот што го повлекоа. И нема назад, го изгубија за секогаш. Така да, консултант е човек кој што е тука, не е и доктор и психијатар, не е психијатар, не би требало да биде психијатар, е човек кој што имате со кого да размените нешто што не можете со фамилијата и пријателите, али можете со некој што е искусен и кој што веќе го има тоа поминато и да ви помогне како да скратите времето и парите за да стигнете кај што сакате да стигнете. Дури да не знаете кај да стигнете, стратегиски консултант ќе ви помогне како да го извади тоа од вас и да представите за себе вашата слика и ќе ви помогне плюс планот како да стигнете до таму со поише варијанти ако се случи некоја дополнителна криза. Васко, ја мислам дека убаво детално ја обработи темата за кога компанија има потреба од менеджмент консултант и за добро и за лошо, па дури и ако не се сигурни, ипак треба да има некој што би му ја кристализирал патеката по која треба да се движат. За крај јас морам да привршам, каде може да те пронајдат слушателите, доколку сакаат да те прашат нешто дополнително, дали за стратегија, дали за имаат потреба од менеджмент консултант. Значи, мојата веб страна на компанијата е brulz.com, а мејлот ми е Vasco со К е maimonche@brulz.com. На LinkedIn, на Facebook, предпочитувам на мејл. Може да не контактираат во МК, па ние да поврзаме. Може и во МК, тоа е уште побољно, затоа што таму е више пул и група на сериозни консултанти, специјалисти, генералисти, така да
отворен сум и за, нели, и за нормално не е секој за секого и не може секој да биде на секого меч. Меѓутоа со задоволство би, како да кажам, би дал не совет, туку препорака кој е можеби соодветниот за таа фаза на развој на компанијата и дали има и што е можеби на прва што треба да истражат или на кој следни чекори. На кој да идат на диагноза, на кој специјалиста е, така да кажам. Васко, јас да ти се заблагодарам што ни беше гостин, бидејќи баш денеска е интернационален ден на консултантите и чест ми беше да те поканам да зборуваш и баш и темата сакав да биде поврзана со менеджмент консалтинг и се надевам дека и сите што го слушаат ова видео интервју, доколку се компанија да се подразмислат дали имат потреба од консултант во оваа фаза, дали се спремни пак за предстојните времиња што доаѓаат и со тоа доколку сметате дека имате потреба од менеджмент консултант, еве го Васко е тука на располагање вие доколку имате потреба од дополнителни информации. Имат 2000 со сериозни ресурси во различни сфери. Ние во МК 2000 активно како организација на менеджмент консултанти работиме на јакнење на позицијата на менеджмент консалтингот и ми за промоција на менеджмент консултантите, бидејќи кажа многу Васко убава логика што не сум ја размислила дека економијата е директно врзана со развојот на консалтингот во тој регион, така да доколку расте консалтингот, всушност и самата економија во тој регион расте. Васко, ти благодарам уште една за учество. Бидете сите поздравени и секој добро. Поздрав.